Зборувавме пред малку за медицинските сестри, сега фокусот го ставаме на фармацевтите со голема причина. Сдруженијето на приватни аптеки веќе 2 години бараат да бидат дел од системот Мој термин и да ги забележуваат услугите кои што им ги даваат на пациентите. Велат придобивка која што ќе чувствуваат и лекарите, но и пациентите кои што неретко талкаат низ аптеките по потрага за соодветен лек. Токму оваа тема ја отвараме наредниве минути со Билјана Божиновска, портпарол на Сдруженијето на приватни аптеки и собственик на аптека. Добро утро, господја Божиновски, добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Добро утро и благодарам за поканата. Ајде така да го започнеме и разговорот. Каква е улогата на фармацевтите во моментов? Дали сте се уште со статус самоиздавачи на лекови? За жал, бидејќи немаме каде да запишеме она што реално го работиме за рецептурите, испаѓа дека сме само издавачи на лекови, меѓутоа фармацевтот има огромна улога и огромна задача во делот на менеджментот и управувањето со терапија. И токму заради тоа се сите овие апели и повици на Сдруженијето на приватни аптеки да се препознае фармацевтот и да има простор во Мој термин каде што се она што фармацевтите работат зад рецептурата да имаат простор каде тоа да го евидентираат. Што значи дека фармацевтите не се само издавачи на лекови, туку се здравствени работници кои што менаџираат со терапијата, едноставно ги даваат правите совети кај пациентите и меѓу другото сме фармацевти кои што ги прибираат сите информации дадени во однос на несакани ефекти за кои што пациентите знаат понекогаш да се пожелат, одредени интеракции кои што ќе ги приметиме при издавањето, меѓутоа повторно немаме каде да ги забележиме и секако полифармацијата за која што веќе години наназад апелираме дека мора да постои еден старт и стоп систем во кој што фармацевтот мора активно да се вклучи кога станува збор на препис и управување со третманите и терапиите кај пациентите. Барате вклучување во мој систем и велите ништо не бараме без причина. Бенефит од ова ќе имаат и лекарите и пациентите. Каков точно? Каков точно? Ние веќе 3 години наназад со Центарот за семејна медицина и Сдруженијето на приватни аптеки правиме работилници и обуки на различни индикации, односно различни болести, што значи дека заедно делуваме и гледаме колку ординации тематичните лекари кои што соработуваат со фармацевтите успеваат пациентите да добијат соодветен третман, односно голем број лекови кои што можеби понекогаш погрешка и дупло се препишани, истите се стопирани и се спречени одредени несакани интеракции и меѓу другото огромен број на несакани ефекти кои што можеби се јавуваат во текот на терапијата се интервенирани и заедно во соработка со матичните лекари истите тие третмани се соодветно менаџирани и управувани, што значи дека бенефит имаме пред се преку оваа комуникација ние како здравствени работници, меѓутоа најголемиот бенефит го чувствуваат пациентите, затоа што имаат соодветна терапија која што првенствено е ефикасна, не трошат големи финансиски средства, ниту своји, ниту буџетски средства за терапија која што не е ефикасна и секогаш велиме дека кога веќе одиме кон некои препишани протоколи во кои што препораките и советувањата и на матичните лекари и на нас фармацевтите се усогласени, веќе имаме огромна доверба од страна на пациентите, што значи дека тие се придржуваат кон терапијата, а истата таа има голема ефикасност. Довербата на пациентите ја имате и сигурно сум дека кога ги прашаме нив тие ќе се служат за оваа промена во системот. Каква е реакцијата на матичните лекари? Во контакт ли сте со нив? Што велат тие? Секако ние сме во контакт затоа што на голем број симпозиуми кои што изминативе 3 години ги направи Сдруженијето на приватни аптеки како смарт фармацевт, значи матичните лекари се дел од овие симпозиуми, што значи дека ние комуницираме не само преку работилниците на терен, туку и преку симпозиумите кои што ги одржуваме на годишно ниво на различни теми. Едниот темата беше хипертензија, дислипидемија, обезност, другата тема беше само дијабет, така да работиме континуирано каде што велиме ајде да видиме што можеме заедно да допринесеме нели за нашите пациенти. И токму таа соработка и од таа соработка излезе токму оваа потреба да ние на некој начин професионално се поврзиме преку Мој термин, каде што комуникацијата нема да ја правиме преку пациентите да ги пренесуваме информациите, туку се она што фармацевтот ќе забележи, значи во однос на терапијата да има простор во Мој термин каде што ќе го ажурира, а сето тоа матичниот лекар кој ќе дојде пациентот во неговата ординација да соодветно ја
прилагоди, пробени или започне одреден друг тип на терапија која што по одредена претпоставка или препорака фармацевтот увидел дека има потреба пациентот да се вклучи во тој третман. И никаде тукму на оваа тема изминатиот период имаше изјави од типот дека вклучувањето во системот или промените кои што би се направиле во системот во полза на фармацевтите би оставиле простор некои од фармацевтите тоа да го злоупотребат. Како ќе ги уверите дека нема да се случи тоа? Злоупотреба не постои простор да се злоупотреби заради тоа што секој електронски систем постои и можно е да се контролира. Кога се зборуваме за злоупотреба, не знам во која смисла се смета злоупотребата. Дали дека ќе се вклучуваат или ќе се запишуваат одредени неточни информации. Дека се дефицитарни, да. Конкретно за дефицитарноста на лековите, ние може самиот електронски систем да направи одредени филтри и блокади. Зошто? Затоа што, например, кога во 10, 50 или 100 аптеки ќе дојде пациентот со една рецепта или повеќе пациенти и 100 аптеки ќе запишат дека истиот лек е недостапен во нивната аптека, доволно е како информација системот да ја препознае и филтрира на одредени информации, да доаѓаат до самите матични лекари. Што значи дека дефицитарноста, а тоа се случува понекогаш и кога пациентите одредени лекови и генерики влегуваат во дефицитарност, ние немаме простор како со матичните секогаш да искомуницираме. Ќе искомуницираме со тие околни ординации, меѓутоа повторно комуникацијата не е телефонска. Дефицитарноста може повторно да биде еден многу мал сегмент од нашата комуникација која што е неопходна меѓу нас и докторите и повторно ќе речам електронскиот систем е оној кој што ќе направи одредени филтри, ќе речат чекајте, веќе 100 или 150 аптеки алармираат дека лекот не е достапен, ајде ова информација да ја направиме достапна до матичните лекари. И ајде малку да продискутираме што би било кога би било, што колку постои можност ова да се имплементира во системот. Како би изгледала технички интеграцијата на системот и подготвени ли се аптеките и со технички и со човечки ресурси? Човечките ресурси секогаш се мали, како што видовме дека сите ние како здравствени работници се соочуваме со недостаток на персонал, меѓутоа она што би рекла е дека желбата за интеграција и поврзување наше постои. Постојат капацитети заради тоа што основата е кога ќе се имплементира некој електронски сервис, аптеките едноставно своите системи да ги прилагодат кон тој електронски сервис и секогаш велам, мораме да постојат одредени ординации аптеки кои што можеби ќе бидат пилот програм да се покаже како нештото може во реалност да функционира, а сето тоа преку одредени бројки и статистики, односно колку пациентите кои што се матични пациенти во ординациите кои што се во тој пилот програм имаат подобар менеджмент или управување на терапија, односно помалку компликации од болести, помалку препишани лекови. Сето тоа можеме преку факти и статистика да го докажеме колку е битна таа интеграција. Кога веќе тој пилот програм ќе функционира во одреден процент на аптеки и матични лекари кои што ќе се согласат да го имплементираат, веруваме ќе имаме доволно докази да преку едукации, јас тоа велам, мој термин е одличен систем кој што верувам дека не секогаш сите алатки кои што тој ги пружа ние како здравствени работници успеваме да ги искористиме. И затоа велам, кога нештото се имплементира, мора да се размисли да постојат работилници едукации меѓу нас како здравствени работници да видиме како тој електронски систем во реална пракса ние можеме да го примениме. 2 години го барате ова, има ли разговори со надлежните? Што велат од Министерството за здравство, Фондот за здравство? Постои ли простор реално за ваква промена во системот и што ако 2 години барате досега е пречка? Финансиска ли е, административна ли е, системска ли е? Пречката, искрено кажано, не ја знаеме. Секако постојат разговори, веќе представници Сдруженијето на приватни аптеки и фармацевската комора беа на голем дел од разговорите со Министерството за здравство, меѓутоа промените на министрите е она кое што многу често е кочница во реализирање можеби на одредени проекти. Сега и ве велиме дека одиме кон дигитализација на здравството и токму затоа сакаме и ние како здружение малку да бидеме погласни, да не слушнат дека во тој дел на дигитализација треба да се потсетат на фармацевско досие кое што веќе е доставено до Министерство за здравство и нешто кое што функционира и во Германија, и во Франција, и во Холандија, во Белгија, во Англија, нешто кое што веќе ако стремиме и тежнееме да одиме кон Европската унија, треба едноставно да ги видиме дека фармацевтите се примерни здравствени работници кои што се на некој начин најдостапни, кои што можат и пружаат рака за да помогнат во
примарната здравствена заштита, бидејќи велиме ако куќата нема јаки столбови, едноставно нема што понатаму да ја држи, затоа сметаме дека фармацевтите и капацитетите кои што ги имаат не се целосно искористени во примарната здравствена заштита на Македонија. И не сте единствените кои што бараат, ајде да кажеме, прилагодување на мој термин. Минатата недела во Македонија наутро разговаравме со Атанас Аврамов од Сдруженијето Заедно посилни, кој што поднесува иницијатива во контекст на заштитата на личните податоци, односно не целосното досие и сите податоци на пациентите да бидат комплетно отворени за сите здравствени работници. Каков е вашиот став на оваа тема? Нашиот став е тоа што дека фармацевтите имаат потреба, значи, да го видат комплетниот препис на терапија. Значи, она што нас не интересира е комплементарноста на терапијата, да можеме да уочиме одредени можни интеракции, несакани ефекти и на некој начин менеджментот на терапијата да го направиме онака како што треба. Во европските земји, за да фармацевското досие или досието во кој што ние како фармацевти треба да забележиме одредени интервенции или одредени услуги, биде отворено, првенствено пациентот треба да потпише согласност. Значи со самата согласност пациентот што ја дава, тој веќе дава кон фармацевтот и фармацевското досие да му помогне заедно со неговиот матичен лекар да ја усогласат и прилагодат терапијата. Во однос на отвореност и диагнозите, сметам дека од страна пак како здравствени работници, секој има лично право, меѓутоа личното право го имаат и самите здравствени работници кога станува збор за одредени заразни болести за кои што и здравствените работници треба да се заштитат и дефинитивно тука треба да се направи некоја сепак координативна група која што треба да ги изфилтрира и да се кажат кои диагнози и едноставно кои специјалисти, специјалности ќе може целосно да доаѓаат до увид. Секако матичните лекари се они што мора да го имаат комплетниот увид на терапијата и диагнозата, заради тоа што се додека нештото е скриено, не може ни соодветно да се третира. Токму така и често знаеме да кажеме говорењето гласно прави промени. Јас се надевам дека нема да бидат потребни уште 2 години да говориме на оваа тема. Во наш интерес, во интерес на сите граѓани кои што во некаков сегмент, во некој дел од животот сме пациенти. Ние за жал сите сме пациенти, дали денес или утре или во идни ден, пациенти се нашите роднини, пријатели и секогаш велиме ако сакаме добро, а сепак работиме на хумана професија, дефинитивно ќе гледаме да сите овие проекти имаат убава завршница. Ја прашав пред малку председателката на Сдруженијето на медицински сестри како се справуваат со бърнаут синдромот во овој период од годината, како стојат фармацевтите и индустријата во овој момент во летниот период кога се користат и годишни одмори, дали за бърнаут говорите и вие? Говориме и ние заради тоа што дефицитарноста на фармацевтите е се поголема. За жал голем број од нашите колеги не само што се на одмори, туку се целосно иселени од нашата држава. Ние велиме постојано здравствени работници кои што имаме континуирани едукации, континуирано вложување во своето знаење, а не препознавање на системот кој што на некој начин прави да голем дел колеги едноставно се откажуваат од својата професија и заради тоа велам Издруженијето на приватни аптеки е тука за да го даде елан од храброст и да велиме дека колку може повеќе млади деца да се запишуваат на фармацевскиот факултет за да едноставно ја пренесеме љубовта што значи да си фармацевт и што значи да си тука, да постоиш, да помогнеш на секој оној на кој што му треба една здравствена грижа и соодветна фармацевски совет. Затоа имате и нашата медиумска поддршка. Благодарам Билјана за гостувањето во Македонија. Благодарам за поканата, Кристина.